Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание на Проверитас. Подкаст каде што ги проверуваме фактите и гласно ја кажуваме вистината. Вечерва не очекува токму еден таков многу интересен разговор, би можел да кажам, со нас еден од најискусните оперативци што го имала Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, би кажал човек кој професионално се соочувал со организираниот криминал во Македонија, поранешен началник во МВР и помошник директор на криминалистичка полиција. На моје големо задоволство вечера, велам добро вечер за Љубомир Гичевски. Добро вечер за вашите слушатели и гледачи на овој подкаст. Ви благодарам што одвоивте време да дојдете вечера да разговараме овде во Проверитас. Деновиве актуелни теми поврзани со професијата која што цел живот сте обавували и навистина очекувам еден интересен разговор како човек кој што ги познава добро сите овие работи, а и се интересни за пошироката јавност. Деновиве сме сведоци на една историска заплена на над 40 тони марихуана. Тоа е официјалниот резултат до сега, до вчера, колку што се кажуваше. Да им објасниме на гледачите накратко, значи тоа е полициска акција започната во просториите на фирмата Алфа Фарм на подрачјето на некогашниот ОХИС, истата доведе до уште една компанија, Green Life и така натаму, и подоцна таа ни започна да се проширува. Што вели вашата стручност? Дали институциите, говорам Министерството за внатрешни работи и другите, до овој момент добро се справија со оваа акција во Република Македонија? Да равчистиме, не само што добро се справија, него многу успешно ја водат и ја работат целата постапка од моментот на преземање на првите оперативно-тактички мерки за лоцирање, утврдување и пронаоѓање на целото ова нелегално, односно навидум легално производство, но нелегално затоа што нема никакви евиденции, иако законот за легализација на производството, не и на прометот, че зборуваме и за прометот, на прометот предвидува значи строги мерки на контрола, каде што де факто години наназад таа инспекција која што требаше да врши генерален надзор, постојан надзор, помогната од стручноста на Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика и така натака сите, факт е дека затаија, односно не извршија ниту еден надзор и контрола на производителиве. Тука се поставува едно интересно прашање, дали во тоа време кога некој во тој бизнис виде огромни приходи и каде што наркодилери ни станаа честни бизнисмени, затоа што добија лиценци, нели, озаконето производство, за да можат покрај ова производство можеби има основани сомненија и за промет и со други наркотични средства, со тешки дроги од типот на хероин, кокаин и така натака, но тоа да го оставиме на истрагата да видиме докаде ќе дојдите и како ќе дојдите и во која насока ќе оди, затоа што неслучајно зборувам дека за сега имаме една прекрасно водена истрага, каде што имаме сослушување на лица од кои што може да се прибера дополнителни известувања и дополнителни материјални докази, кои што во натамошна фаза ќе бидат од многу голем интерес во постапката, доколку дојди до поднесување на било какви кривични пријави или прекршочни пријави за несоодветно пакување, чување и работење со тој дел и неовластено цедење затоа што во Република Македонија покрај тие огромен број издадени лиценци, од кои што 45 ни се активни, значи производители, имаме само 3 производители лиценцирани за производство на улје. Тоа се Реплек, тоа е една фирма во Петровац и една во Росоман. Тоа е се што може да оваа количина која. А другите зашто се лиценцирани? Лиценцирани се само за производство. А така, овие се само и производство и правење на улје. Производство и правење на улје, значи тие има цел процес, значи откуп. Тие може да откупуваат од сите овие производители, да цедат улје и така натака, и тоа улје како полупроизвод да го продаваат на фармацевските индустрии. И јас неслучајно и за други медиуми кажав дека оваа количина од 40 тона е доволна за 10 годишно производство на улје на целокупната бивша југословенска фармацевска индустрија, почнувајќи од Крка во Словенија, преку Плива Загреб, преку Галеника, преку Невена Лесковац, преку Алкалоид наш, преку Реплек. Цела бивша Југославија. Цела бивша Југославија 10 години. Значи пазете, ова се огромни количини и оваа заплена на црниот пазар би достигнала цена некаде
приближно над 300 милиони на црните пазари. И затоа викаме, кога имате 300 милиони. Да, евра и тоа. Евра, да. тоа е голема сума. Тоа се ненормални суми. И затоа викаме, кога имате хиперпродукција на некој производ, како сакат нека е производ, тоа е мотив за појава на недозволена трговија, односно за шверц. Затоа што вие со таа хиперпродукција енормно го задоволувате своето производство, легално, зборуваме за легално, но хиперпродукцијата барат и други пазари. А тие други пазари, со оглед дека има во целата околина, нема никаде друге легализирано производство на канабис, односно на марихуана, тогаш црните пазари си го прават своето. И ако земиме бројот на уживатели на лесни дроги, марихуаната, во западна Европа е енормно голем, дури не се ни води статистика колку од граѓаните во тие држави се судриле, односно пробале джоинт да пушат. Разбирате? И тоа се исцрпни пазари кои што значи се незаситни. И оваа количина, дури и онај отпад кој што треба да се спалува под надзор на оваа инспекција, и тој на тој пазар би врвел. Ме разбирате, би имал економска би имала вредност. цена, би се платило и тоа. Би се платило и тоа. Практично све што останува пост тоа се може да се продаде. И затоа реков, многу е битно тука што години наназад некој не дозволуваше да се развиет контролниот механизам, срцето, зашто ние како викаме, за нас е битно да се следи производството од засадување на семката, растот, кроење, чистење и така натака, вадење се, до сечење, сушење и она се до, значи комплетно, до сушење и до тонгирање. Така, со ова што ми го кажавте да сега, на неколку пати ја спомнавте комисијата, инспекцијата која што требала тоа да го направи, не го направила, нели? Така. Кога ми ги кажавте и од другиве податоци, значи толку фабрики биле, мислам одгледувачи, толку биле кои што можеле да го произведат, постои ли простор за сомнеш дека некој им издал наредба да не го направат тоа? Така е друга позадината. Ама тоа е срцето. Дека не е од немарност дека направи. Тоа е основот на сомнение дека некој свесно не и дозволувал на таа комисија, односно на тој орган да се создаде фармацевска инспекција, која што заедно со Министерството за земјоделие, кој што ќе контролират почвата, засадувањето и така на, значи сите оние процеси. Заедно со Министерството за внатрешни работи, заедно со Управата за финансиска полиција, заедно со Управата за јавни приходи. Зошто? Затоа што целото тоа производство треба да биде евидентирано и оданочено. Значи да се плата, зборуваме за легалниот дел. Нелегалниот дел е факт дека е криминогенно. Тука настапуваат полицијата со сите незини оперативни податоци. И вие ако земите дека во целиот период на владење на претходната власт, полицијата не заплени ни 100 грама марихуана. Да. Значи тоа се факти од кои што нема бегање. Во Министерството за внатрешни работи не се памти такво растурање на надлежностите и страф од преземање на действија кои што полициските службеници се овластени да ги превземаат согласно закон. Јас ќе ви кажам дека после оној случајот со удирањето на полицајката од пајакот, Да, на Битпазар. Да, на Битпазар што се случи во 2017 година, едноставно полицајците се плашеа да превземат со закон действија кои што им се дадени, било приведување, било лишување слобода, било задржување, било примена на други средства и така натака и така натака. А вие ако земите некој статистика да направи да видите колку се зголемени нападите на овластените службени лица во вршење на задачите од областа на безбедноста во тој период, ќе се фатите за глава за 300%. Се зголемени. Ако претходно, на пример, сме имале 10, сега сме имале пута 30. Ме разбирате? Так. Значи, тоа е едно тотално... Скопје едно време беше Чикаго, нели, по улица Бела ноца, вакви такви се тепао дека... Да не ги мешаме. Тие кланови... И тоа се случуваше, нели, во тоа време. Да, за тие кланови јас доста сум зборувал, за Бела ноца, за Рачиново, за Грчец и така натака, како се создаваа, како растеа на пазарите и така натака. Значи, но тие се занимаваат со тешките дроги, хероинот, кокаинот и така натака, значи ЛСД и сите оние хемиски супстанции.
но тие не се мешаат во овие лесни дроги затоа што за ними тие се непрофитабилни. Јас ќе ви кажам една огромна заплена благодарение на тогашното раководство во Министерството за внатрешни работи, на пример оние 470 килограми хероин што беа запленети во кантите од поликолор или хероин, кокаин со Чочоровска беше тоа. Да, со Чочоровска. Значи тоа беше една од скапите заплени согласно цените на светските пазари како што одат. Ме разбирате? Па ние се смееме, ајде да ве потсетам. Имавме еден случај на контролиран транспорт каде што им беше најавено, јас веќе бев на пензија на полицијата во Македонија дека во Грчец треба да стигнете 1 тон дрога. И таму стигна само 1 килограм и она GPS-от за следење на дрогата, да, и едва го пронајдоа и него ќе беше смешки, значи ви кажувам. Па затоа мислам дека ДЕА изреагира тогаш без да каже во. Затоа изреагира ДЕА затоа што пазете, тоа е страм за државата. Меѓународен партнер да ви дојдит, да ви преземит оперативно-тактички действија и да приведуваат лица осомничени за трговија со дрога, а вас како министер да не ве известит. И вие да не поднесите оставка. Мислам дека тоа е нонсенс, тоа е недозволиво нешто што може човечки ум да замисли. Да видите ли, претходната влада баш немаше некои големи морални вредности во тоа дали треба да поднесат морална одговорност, така да тоа е не само за тоа, ако видите и за пасошите во време на Оливер Спасовски или на оние криминалците што им беа дадени. Ма и тоа таму станува збор за наркодилери. За се она што се случуваше практично во нападите врз полициските лица, што кажа, набавката на возила, нели од Кумарова некоја фирма. Значи тоа се работи кои што треба одма да се пазете, свесно се создаваше криза со издавање на лични документи, не се порачуваа свесно, значи да се донесат образци само за да имаме пренасочување на мислењата, односно создавање на некои небитни проблеми за на другата страна да течи криминалот и корупцијата и тендер политиката. И тендер политиката. Тој дел имаме емисијата посебен, ви оставам некој при крајот, ќе говориме специјално за овој дел за пасошите. Би сакал така и тука да елаборираме, бидејќи се гледа дека очигледно добро ги познавате работите. Ајде кажете ми кога знаете ли кога институциите првпат добија сигнал во Македонија дека се случува ова, говорам сега од промената на власта. И знаете ли кои чекори беа преземени до моментот на полициската акција? Пазете, значи ова активност што сега се работи, значи не е од сега. Основниот сигнал, новава структура во Министерството го прими и го постави прашањето каде исчезна онаа марихуана 2 тона и 700 што се украде од Валандово, каде што согласно законот постојат посебни процедури на обезбедување и лица за обезбедување со лиценци во 2022 година. Што стигна во Арачиново, па од Арачиново на Косово. Од Арачиново на Косово, значи тоа беше сигналот каде што званично, значи во пријавата во СВР Струмица стои дека дошле со камион, го заробиле чуварот, го врзале чуварот, товариле еден шлепер марихуана и си отишле. Из цела држава се прошетале, стигнале, никој ништо не предзел. Немало камери, немало ништо. А пазите, согласно закон е должна. Со видеонадзор, со све законот за производство на ова. Значи, кога се доаѓаат и кога се гледаат тие криминогени податоци, наши оперативци од Министерството за внатрешни работи го презентираат овој случај и отпочнуваат да преземаат оперативно-тактички мерки. Значи, тие мерки се долготрајни. Па се вадат наредби за следење на комуникации, за примена на специјални истражни мерки и така натаму. Значи, таа работа не смејте да ја брзате, морате да обезбедувате докази, затоа што секогаш политиката и организираните криминални групи, за да го заштитат украденото, односно нелегално стекнатиот имот, не бираат средства за навреда, омаловажување, за напади врз институции, врз влада. Значи, они не бираат, они гледат по секоја цена да корумпираат судство, да корумпираат полиција, да корумпираат обвинителство, царини и така не. Значи, сите органи секаде каде што можат се со цел, затоа што приходите од овој вид на криминал се огромни. Од организираниот криминал, вие пазите, јавна тајна беше дека немаше тендер да се распиши за било, они не фрлија 2 лопати асфалт, но за да се распиши тендер да не се земи 30% провизија.
Најмалце. Значи, понешто сум го да, слушал, најмалце 30%. значи тоа се основани сомненија, поговарања, јавни поговарања. На крајот на краиштата 280 милиони евра додатно се потрошија као за промена на проектот за автопатов Охрид, Кичево Охрид, а не се тури една лопата асфалт. Каде отидоа 280? Љубомир се сеќаваат и фабрика за И автомобили фабрика за отвараа. автомобили. Значи, затоа кажувам дека таква штета на Република Македонија не е направил ни Турчинот. Луѓе, да не се лажиме, Македонија била најбогатата провинција во Османлиското царство. Ромелија, да. Зошто? Заради производството на афионот, заради производството на канабисот и така натака, но и тога знаеле да го контролираат. Да. На крајот на гришто на грбот го имаме. На крајот, да, тоа е квалитет, тоа е квалитетен производ кој што јас секогаш ќе го оправдам доколку е за медицински цели, односно за хумани цели, за лек. Исто и како нуклеарната енергија, истата работа, нели? Да, се што е за хумана цел, за таква работа, мислам дека треба да го оправдаме. Но мора силно да го контролираме, да не се лажиме, значи тоа се производи кои што носат приходи, кои што носат доход, но мора да бидат силно контролирани од страна на државата за да не дојде до нивна злоупотреба. Да, и атомската енергија, ако се злоупотребите, катастрофална. Ама не да носат приход 300 милиони евра е сума сума. Уште ми се врти од песка кога во глава мова да 300 милиони. Зато ви кажувам, а пазете, ако се продолжи истрагата, а веќе имаме одлука вчера на владата да се продолжат институциите да продолжат со истрагата, јас верувам дека ќе се надминат и оние 100 тона кои што ги најави премиерот. Ја верувам дека ќе се надминат и тие 100 тона. Значи, дојдовме до една таква ситуација каде што во Република Македонија, а тоа најверојатно моја претпоставка, значи немам точен податок, најверојатно го бараат и странските партнери, затоа што овде се расти најквалитетен канабис, најквалитетен цвет со најголем РХ фактор, значи кој што е потребен за медицински цели, но факт е дека мора да го контролираме, затоа што ние како оперативци знаеме и за една друга методика, односно за една други оперативно-тактички мерки каде што викаме контролиран транспорт. Па главниот играч во делот на контролата на наркотиците во светов ти викаат, ало, окей, тој ќе биде пропуштен, ќе го сечиме да дојдеме до врвот на шверцот во Холандија или во Германија или било каде, значи затоа знаеме и за такви меѓународно полициски соработки. Да, сум слушал и често пати знаат оние кога не се доволно упатена добра, кога не акцијата го фаќаат оној напред што ти со помалку дрога и да помине поголемиот. За да помине, да, значи тоа се методи кои што се применуваат и кои што значи функционираат и ние како оперативци, значи сите сме носители, јас сум бил носител на сертификат државна тајна и ден денеска, значи го поседувам сега ние сите кои што сме имале можност и да видиме некои такви податоци, знаеме дека за тоа треба да молчиме до моментот до декласификацијата на таа состојба, но затоа кажуваме значи што е и како е. Но тоа ќе биде причина за повторно да викнеме некоја емисија која ќе можеме да збориме за кој ќе можеме да зборуваме. И затоа јас се смеам и за мене е многу чудно, јас што викам творците на криминалот во царина. Јас еве за смешка една. Познавам во 90-тите години до 97 година раководител на еден, односно шеф на царина на еден од главните гранични премини. За него локалното население 92 година зборуваше дека е побогат него толку колку што има Република Македонија државни резерви. Мојте да замислите значи какво било тоа кршење на ембаргото за приватни цели, не за државни цели. Зборам 92. Швецот со нафта, најмногу према Србија, Швецот со цигари. И со цигари. Со цигари, со алкохол. Не знам за кого зборите. Говореа дури дека тој човек во еден период има и дел од Филип Морис, неколку акции, 2, 3, 4%. Значи, затоа само го нафрлив. За покојникот се најдобро, ама нема да го кажеме сине. Затоа само го нафрлив како состојба. Значи, да не се лажиме, јас сум сведок и на враќање на акцизни стоки, и на поплавата на царинските декларации во царината и така натака. И сега, вие кога творецот, идејниот творец, на тој вид на криминал и шверци,
дигање на камери, исклучување на скенери, вадење бушони да снема струја на граничен премин за да поминат, за да помини шверцува. На крајот на криштата нивни старешини во МВР ни издаваа наредби инспектор да не смее да појдит на граница да врши било каква контрола доколку нема одобрение од него. Значи и такви сме имале. Чека, се сака да ми кажете дека во негова власт лично тоа одлучува дали ќе го прати или не и кога сака ќе го направи. Дозволете, јас бев инспектор во Чаир. Да. Под наша юрисдикција беше и криминалот во граничниот појас, значи почнувајќи од Вражи Вир, Лепенец, граничниот премин Блаце, Долно Блаце, Горно Блаце, Танушевци, Брес, Малина Мала, значи цело она што беше подрачје на Овара Чаир со Мирковци. До Гошинце. До Гошинце, да, значи до горе. И сега, јас за да превземам оперативно тактички действија, значи да проследам нешто, да се инсталирам, да гледам, да посматрам, да прибирам оперативни податоци, треба да му кажам на главниот нивни старешина, шверцер иначе, треба да му кажам, ало, јас ќе одам таму и таму, па тој ќе ми прати мене луѓе за ликвидација од неговите бандити, зашто? Затоа што ќе им каже Тало Ѓурчевски е таму со екипа, ве следи дали ќе шверцувате или нема да шверцувате, ме разбирате што сакам да ви кажам? Тоа сиви зони беа таму значи, во еден период. Зони, да, си Брес, Малина, Малата, Нушевци, значи на вас ви е познато. Киднапираа луѓе, дрвокраци. Да. Се носеа многу работи таму, па на крајот. Значи шверц од цигари со коњи и така натаму, значи целата таа работа. И сега вие одеднаш, значи творците, идејните творци на тој шверц и поставување на криминогени структури кои што влегуваа и ги запослуваа на царина и така натаму. Па знаете вие кој дојде за кого се го вработи од 2017 во царинска управа? Па става главен инспектор во истраги во царина, градоначалничката од Рачиново, ако ви текнува со средно образование. Ми текнува, да. Таа стана главен инспектор. Главен инспектор во и тоа во истраги во царина. Каде што беше градоначалник, каде што се случи во незино време да недат украдената дрога 263 килограми и каде што им дадоа, каде мислам дека Заев им даде тоаш €1,000,000. €1,000,000, така за канализација, да. И сега вие одеднаш барате работни резултати. Не, ними не ги интересираат работни резултати. Они дигаат џурултија и водат некоја си кампања за да го заштитат својот криминал, затоа што они се плашат од оваа акција, затоа што они не може да претпостават каде ќе заврши оваа акција, затоа што меѓународниот партнер кој е вклучен исто така, која ќе превземи надвор действија, тој ќе дојди до оперативни податоци дека Ѓурчевски во 2022 не случајно зборувам каде се реколтите 18, 19, 20 кога се издадени лиценците, ќе дојди до податок дека Ѓурчевски со возило тоа и тоа стигнал во Германија. Затоа што ќе изврши увид. Така. Ме разбирате? Они се дебело уплашени од оваа акција. Не случајно се зборува за еден да не си им во кожа. Да не си им во кожа, да, затоа што еден веќе одма само што почнала акцијава веќе стигнал до Гевгелија на граница. А мислите ли овие панични реакции деновиве на бившиот премиер на владата, на неговиот чувар на тронот во Социјалдемократскиот сојуз се реакција на Па точно тоа. Акција. Да, точно тоа го кажувам. Дека е стравкани. Ама тоа стравот е тоа. Пазете, кој го создаде Боро Малборо? Со шверцот почетокот на 90-тите, 94-та, 95-та, 96-та. Значи тоа се све нивни играчи. Да. Тие нивни играчи, они се плашат дека во оваа контрола сега, што ќе се превземат во наредниве 45 дена, кога се задолжени институциите да поднесат извештај пред владата, так. Значи таму ќе бидат вклучени оперативци, искусни оперативци кои што знаат што работат, но тие се плашат да не пропеат. Да не почнат да зборуваат па да кажат да, јас произведував, откупец ми беше Вице Заев, Трајче Заев, кој што избега во Австрија, ми ја купуваше тој ми кажуваше каде да ја носам, каде да ја складирам и така. Значи, затоа што во оперативната работа и она кога се сослушуваат странки во постапка, во предистрага, зборам во предистрага со наредба најавен обвинител и така натака, странките кажуваат многу работи. Така. Па да, сега некој се спробува да се спаси кожичката како велат. Да, ние сме искусни инспектори, знаеме што сме работеле. Јас морам да признам, многу ми интересен мовел до сега и многу работи. Знаеме што сме работеле. И затоа викам, они се во паника, нивната паника која што владеи внатре во самите нивни врвни структури. Вие мислите, па да не сте му во кожа на Оливер?
На Оливер Спасовски да не сте му во кожа, затоа што нема ситуација, сакате кочани, прислушувани материјали дека се јавил дека влијаел врз управата за јавни приходи да му дозвола да работи на Газда Деко со дискотеката. Него се прв пат го слушам, интересни информации. Има снимени разговори. Така? Има снимени разговори. Значи да не сте му во кожата и сега тука се поставува прашањето зошто каснеше со поднесување на обвинение оделот за организиран криминал кој што ги работи полициските службеници во врска со случајот од Кочани. Така. Значи треба да се прошират сите овие работи, треба да се прошират. Вие мислите лесно му е? Па има основани сомненија дека Оливер поседува 3 бензински пумпи во Куманово, дека значи тоа треба да се истражи. И јас зошто викам, не треба владава да кажува вие што правевте. Не, ние дојдовме да равчистиме со криминалот и ќе равчистиме со криминалот. Така. Дојдовме, работиме честно, поштено. Јас верувам затоа што најголемиот успех на Панче беше равчистување со насилниците и насилниот криминал и престрелките на бандите, на наркобандите по улиците на градот Скопје. Точно, веќе сега можеме слободно се шетаме. Значи, По Скопје на беше опасно да се движиш. Ама пазете, ние тогаш имавме пукотници на јавно место во трговски центар каде што може да имате случајна жртва. Точно и пред Александар И Палас. пред Александар Палас и секаде, ама и по улиците, па пред специјалното јавно обвинителство беше убиен Наима Ети. Да, а Ети таму. Наима Ети. Па да не се лажиме луѓе, па во Чаир на бензинска на пумпа на улица Томе Пуре позади бензинска пумпа имавме 2 ликвидации. Точно, па и сега последните нели во Бутел што беа пред 5-6 години камера компанијата. Па тоа е на улица Томе Пуре, таа е позади одма оди. Тоа збориме за Камер. Таа група. Да, значи затоа викам, значи тоа вие мислите дека лесно е да сте некој во кожата, па на крајот на криштата јас ќе ви кажам уште една многу битна афера која што исто така треба да се истражи. Се сеќавате во почетокот кога се создаде специјалното јавно обвинителство, кога излегоа податоците дека некој ги следел статичните телефони во јавното обвинителство? Да, имаше и ја снема таа приказна одеднаш. Да, ја снема. За 3 дена ја снема и тоа требаше голема афера, тоа беше пукнато, многу обвинители слушани беа, точно така. Ама 3 дена и штама после тоа, никој ништо. Ама сега оваа влада треба тоа да го истражи и да им кажи тало, еве кој прислушуваат неовластено, еве кој ги крши законите во оваа држава. Не треба да коментират што правевте вие, не, ние ќе обезбедиме докази. И со докази во постапката ќе излезиме да ви поднесиме обвинителни акти, па таму на суд докажувајте. Ја што викам, Заев ќе тужи бе пријател. Да, повели, да. Ние имаме еден куп докази, ти повели, тужи, не е проблем. Ако си решил да тужиш, тужи. Ме разбирате? Да, кажете ми, постоја ли претходни индици за извозните канали кон Србија и многу ме интересира каква е координацијата, пошто сте биле таму, со соседните држави во борбата против организираниот криминал? Видете, значи тука не зборам веќе за политика, не, значи, професионално. Професионално, значи ние имаме прекрасна соработка со сите. Единствено, некаде каде што ни фалит мал дел од соработката ни се нарушува во делот на екстрадиција на лица од Косово. Да, македонски државјани, значи во тој дел нешто ни шкрипит. Зошто шкрипит? Значи тоа треба да се го разрешат Министерствата за правда на Република Македонија и на Косово за да го. Иначе, генерално со сите околни држави, полициски, зборам полициски, без разлика и со Бугарија и со Грција, без разлика на проблем, не збориме. Значи имаме феноменална соработка, особено во делот на борбата на организираниот криминал. Тоа е трговијата со наркотици. Ние имавме прекрасна оперативна акција во 2007 година, која што е отвори оделот за организиран во бирото, кај нас, Босфор. Па после имавме прекрасна оперативна акција Франкфурт, мафијата Франкфурт, што е равчистувавме Франкфурт мафија. Тоа се за таа претходна структура, тоа се поими на спроведени оперативни акции. Морам да признам, добра меморија имате. Значи, пазете, тоа се поим, они од тоа треба да учат, да седнат и да учат, да земат мои трудови и на другите колеги кои што сме работеле на тие случаеви. И сега се враќаме на тоа. Значи, кога викаме имаме прекрасна соработка, ние имаме прекрасна соработка и со Грција, и со Албанија, и со сите. Ние успеавме
во наше време, да вратиме и дел од украдените артефакти, односно икони, кои што беа во Република Албанија, а крадени по манастирите по Западна Македонија. Значи, тоа успеавме. Читав и денови и уште еден да се вратени од уште тогаш. еден, да, значи имавме 130 лоцирани предмети, а организираниот криминал со артефакти е исто така унослив, многу унослив, затоа што таму се стануваат збор за артефакти вредни милиони евра на пазарите. На нема цена, јас би рекол, вредат многу. Многу пари вредат многу, но цена немаат. Да, многу, па златната маска. Историјата ја продаваш, буквално, нели? И се продаваш себе си. Да, се продава, многу наши криминалци паднаа во делот на она што го работеа колегите, јас веќе бев на пензија, што го работеа колегите во делот на она што викавме фаланга 1 и фаланга 2 случаевите. Да, и тоа ми текнува. Значи, тие се тоа се големи случаеви кои што сме ги одработиле колегите, и од тие случаеви некој треба да учи како се работело, што се работело и колку се работело, но отом потом. Јас сега во оваа структура гледам и желба, и знаење, и мотив за да работат и да покажат соодветни резултати, зборам во делот на расчистување со организираниви криминални групи, па дури неслучајно викаме, ние имаме, например, исто така во делот на организираниот криминал и трговијата со човечки органи, таму припаѓаат овие трговијата со луѓе, значи да, трговија со луѓе, да. Значи сето тоа, сите тие форми, но соработката со сите ними, со сите овие околни држави, ние феноменална, а една од најголемите оперативни акции во која што индиректно учествував, му помагав на тој кој што ја работеше во Република Македонија, значи јас му помагав, колегата, драг мој колега, можеби го знаете, Чагоровиќ Владимир, беше задолжен за Сабја. Кога беше Сабја случајот, ние расветливме овде во Република Македонија 2 големи грабнувања. Едното грабнување беше на синот на Митат, што ја градеше зградата до пошта, првата зграда во Чаир, и едното беше синот на Енвер Маличи, од каде што беа наплатени големи пари за откуп на тие луѓе, и тогаш, значи, јас посредно учествував, значи, не бев директно јас носител, него беше сосема друг колега носител, но индиректно му помагавме во работата и соработката во тој дел со Република Србија, каде што расчистувавме тешки форми на грабнување, изнуда и така натака. Што беше голема практика. Голема практика, голема практика, така. Да, расчистите. На црната страна во земја со која што владеа криминалци. Исто така, јас лично го водев случајот. Имавме едно многу големо грабнување на граѓанин од Косово, кај Давос, бензинската пумпа преда Рачиново, значи лично јас бев одговорен за случајот, јас го водев со неколку колеги кои што ми помагаа, за да после наплатија 319.000 евра откуп, и парите беа фрлени кај топланата во Скопје Север, позади трговското училиште, а човекот беше ослободен на Битпазар кај тезгите, затоа што они ја прекинаа семејството, ја прекина соработката со нас со полиција, и моментот кога они одлучиле да платат откупнина, затоа што го немаше човекот 20 и нешто денови, значи се случи тоа што се случи. Така да, оваа полиција во Македонија има корени, има знаење, имала капацитет и оставила за себе случаеви од кои што младиве колеги може да учат. Како се постапуваат, што се постапуваат, кои мерки, што мерки, како се барат наредба за примена. Имаме квалитетен, стручен кадар во полицијата, луѓе со искуство што биле така. Дали оваа дерогација што се случи последниве години, 7-8 зборам од 2000, дали ќе можеме да се вратиме повторно да го фатиме ритамот како што треба? Гледам дека се прават страшни напори, даваат се од себе и министерот за внатрешни работи. Има резултати. Мора да признаеме. Не, пазете, многу се битни обуките на овој кадар кој што сега, јас сум секој пат поборец да се прими кадар со безбедносни науки, да не се примат со физкултура, со трути, значи со споредни факултети, значи да има подготовка кој што ќе може да се обучуваат, затоа што секаде во светот светските полиции секој пат користат
искусни оперативци, јако се на пензија со хонорари ги ангажираат за обука на тие структури за да има па они утре задутре да пренесуваат знаење и така натака и така натака, и мислам дека се преземаат едни активности во таа насока за да се остручит кадар, затоа што ние имавме 7 години дерогирање на Министерството за внатрешни работи и таму ни влезе се и се што ни влегува енормен број на лица со фалсификувани дипломи, со купени дипломи од кај Мерко, не знам одавде, значи треба, но исто така и треба. Тешки криминалци имаш со досија, Со досија и така. Да. И јас она што постојано го викам дека треба малку да се поработи и на социјалниот статус на полициските службеници. Не само на полициските службеници, него на сите тие кои што директно се извршители, било да е тоа управата за финансиска полиција, било да е тоа царина, било да е тоа инспекцијските служби, пазарна инспекција и така натаму. Луѓето со овластување би рекол. Да, и овластување и да им се зголемит малку социјалниот статус, односно платата. Така, па да. Добре што се борите ево пензија човек за Да. Јас сватив една работа, нели, како се вика оние стереотипи што сме ги имале секогаш, полицајците се лоши луѓе, не се доволни интелигентни, па за подсмев ваму таму. И во еден период од мојот живот бев во резервниот состав на полицијата и тогаш сватив колку е тешка таа работа. Значи работиш цело време со криминалци, по другата страна ти е стресно, работиш во смени, работиш една голема несигурност и од тогаш имам страшно голема почит према полицајците вака. По 24 сати сме работеле. Зошто? Затоа што законот не обврзал во рок од 24 сати лице приведено за сторено кривично дело да го предадиме на истражен судија. Ме разбирате? Значи, притворот ни го намалија од 3 дена на 24 часа. И во рок од 24 сата вие треба да обезбедите докази, да извршите претреси, да преземите други действија, да сослушате странки и така натака, да изготвите писмен акт, кривична пријава или посебен извештај, да излезите пред јавниот обвинител, да се договорите и да отпочнит да се излезит пред истражен судија. Да се изреви, односно сега судија на претходна постапка, за да му бидите изречена мерка притвор, обезбедување или друг начин на обезбедување, кој притвор и така натака, или јавување, одземање на патна исправа, и сето тоа вие треба да го изработите. А ние сме работеле како екипи, како тимови во криминалистичка полиција по 24 сати. Така, ама токму ми наметнува едно прашање, ова што ми го кажавте последното, дали би се случило, еве, сте извршиле добар, како се вика, анализа, претрес сте ги добиле доказите се, го запазувате рокот, одите пред судија, таму знаете дека човеков крив се и судијата го слободува. Не еднаш. Дали ви се случи, дали ви разочарувало тоа, дали ви демотивирало? Не, јас имав двајца судии, применив една полициска тактика. Таа полициска тактика што значеше? Бе, види, господин истражен, добивме оперативни сознанија, они знаат тие оперативни сознанија дека се преку системот, дека некој во судов примил мито, за да го ослободит лицево, да не му изрекуваат мерка притвор, го лупаше, брат, 30 дена од прва. Нечеше да мислит. Значи, треба да осетиш, да видиш. Но, сме имале случаеви каде што го ослободуваат. Од притвор. Ме разбирате? Па еве, гледавме, ја чувте Лејла Кадриу што збореше поранешната обвинителка од СЈО. Што се случувало се таму? Ама, види, Александар, нема експерт, кривичар, како јас, например, јас имам изготвено и магистерски и докторски студии во делот на кривичното право и криминологијата. Значи, пазете, нема експерт и од адвокатите, и од теоретичарите, професорите на факултети, и од нас практичарите, кои што не кажуеме 5 работи. Прво, сите викаме, но ние зборуваме за основани сомненија. Така. Прво, специјалното јавно обвинителство е противуставна категорија. Така. Значи, тоа немаше уставна подлога. Така. Создавање на орган исклучиво само наменски за рушење на уставниот поредок на Република Македонија, и ја тоа јавно го тврдам. Тоа е првата работа. За да се врши притисок на лица, да се купуваат пратеници и така натака и така натака. Вториот момент беше политички прогон. Значи не се бараа да се обезбедат докази. Затоа се предавале доказен материјал се предавал без записник. Тој нема вредност без записник. Не знам како изгледа доказен материјал. Ама еве доказен материјал, на пример, сум пронашол изјава ваша во писмена форма заверена кај нотар дека некое овластување го пренесувате на друго лице. Ме разбирате? Случајот го водам јас. И доваѓаат некои си од политичките елити
Викат, ова е изјава, ама немој да ја заведуваш. Штом не ја заведувам со записник или доказ, огнено оружје, пиштол употребен за сторување на кривично дело или друг доказ, или друг било каков доказ. Што е поврзан со тоа? Фотографија, снимка, разговори, така натака. Ако вие на мене како истражител ми го предадите без записник, Така. прво што треба да ме прашат судијата, чекате бе, вие како го обезбедивте овој доказ? Така, на кој начин да. Ова ви е невалиден доказ. Така. Ова ви е невалиден доказ. Нелегален, како и нелегален, да е. нелегален. Пази, они не водеа сметка. Понатака, ние сите коментираме дека најголемата злоупотреба на службена положба тие ја направија со тоа што се однесуваа како лица над законот. Над законот, над уставот, над се. Они делеа бонуси, она и сега никој не води истрага за тоа. Доброто е што господјата Лејла Кадриу, како директен учесник, сето тоа што ние како експерти и професори сме го зборувале, сме го верглале години наназад, дури и политичари, политички партии што сме го зборувале, таа ни го потврди и ни кажа: така се работеше, вака се работеше, тој случај доваѓа влијание од позиција на мојчи, така натака и така натака. До што гледав кај Богдан, буквално ги раштрафи Лејла Кадриу, не само што ги раштрафи, покажа какви се, кои се, што се. Пазете, ние сите како викаме, сите тие од специјалното јавно обвинителство требаше да се судрат со закон, во една законита постапка за примените награди, за исплатените 4,6 милиони евра, и судот во одреден период до завршување на постапката да им изречеше заштитна мерка забрана за извршување на било какви действија во правото. Така. Значи, ни адвокат, ни Ништо, нотар, ништо, додека трај постапката, заради честност на постапката и заради законитост на постапката. Вие, они од петни жили се труда да не дојди до поведување на кривична постапка за оваа структура. Така се отворат многу работи. Многу работи ќе се отворат. Да, ама пазете. Ајде видете, да се вратиме. имаве луѓе што заглавија и во затвори одлежаа казна, министерката. Дозволете. Она што го чув од Лејла Кадриу е дека апсолутно без никак. Јас си бев претходно убеден дека Гордана Елкуновска невина. Меѓутоа, она што го чув од оваа обвинителка, каде кажуваше со право, со закон, е навистина голем греф каде ќе им оди душата на тие луѓе. Дозволете. Тоа не можам да го разберам искрено. Значи, сите новинари ми се сведоци. Не само на мене. И еден куп други експерти. Ние кажуваме дека во случајот Тенк нема оштетен. Штом нема оштетен, нема кривично дело. Тоа се начела во законот, тоа е закон. Ако нема штета, нема дело. Штом нема дело, нема постапка. Министерката Гордана Јанкуловска беше типичен случај за предизвикување на страв и паника кај граѓаните на Република Македонија. И тоа сите сме го збореле. Јас сум еден, еве ги сите се живи овие што се живи од 27 април, уште од почетокот на поднесување на обвинителниот акт, реков дека таму нема тероризам. Таму може би да разговараме за злоупотреба на службена положба, извршување на наредба што представуваат кривично дело, понатака значи учество во толпа што го нарушила јавниот ред и мир, значи за такви кривични дела, тоа се лесни форми на кривични дела, каде што казната е условна или максимум до 6 месеци затвор. И луѓето го викаат тоа што се во затвор, судете не за тоа. Не сме терористи, не се сакаме нашата држава. Дозволете, во кривичната постапка и во кривичното право, вие мора да обезбедите докази на сите действија со кои што е сторено кривичното дело поединечно. Например, Ѓурчевски е осомничен дека сторил кривично дело, учество во тоа или тероризам, ама го сторил со тоа действие, со тоа действие, со тоа действие. За никого нема доказ. И јас сум највише што сум згрозен во целата ова работа, сум згрозен од мој колега, кој што не сакам да го коментирам, на кого што одредени колеги кои што се во затвор од типот на Душко Лазаров, што беше во затвор од типот на Мите Чавков, од типот на Леви, Горан и така натака, сите кои што сме работеле, што тој како поротник, судија поротник, одлучил, јако бил свесен дека нема тероризам, ама гласал да одат по 15, по 20 години затвор и како награда го ставаа директор на затворот Идрисово, на најголемиот затвор, каде што има основани сомненија за огромен криминал во јавните набавки во затворот,
И сега тој излегува... И тоа што се случува внатре од затворот, проституција, дроги, ама се имало. бегства и така, имаше бегства, и така натака. И убиство од затвор на Рачани и надвор. сега тој на колегите им викат извинете. Зашто? Абе ти мене уништи ме, уби ме и после извинете. Значи пазете, таму зборуваме за уништени животи на деца, на тие колеги, затоа што господинот, на пример, ќе го земам Што мислите, проработила совест или стравот? Стравот. Се извинува, така? Стравот. Да, јас мислам дека нема. Затоа што Чим дигнал рака некога го осуди 15 години, му го земе на некој и тоа знае дека е невин. Ама Тоа не пазете, е коректно, не е фер. тој со тие колеги работел, делал леп, бил на кај што се пукало, кај што се тепало, кај што се вреѓало, кај што се применувале сред... Господинот Душко Лазаров е еден од најдобро обучените старешини во делот на јавниот ред и мир, кој што ги поминал сите оуки. На крајот на криштата, плановите за обезбедување на фудбалските надпревари, било да е тоа на репрезентацијата и на се, тоа се све негови дела. Така. Значи има да учат од него. Така. А тие за тероризам го стрпава затвор. Душко, пазете, може да речат, абе, знаеш што, ај овие од криминалистичка полиција се знаеш, ние малку сме повише по улици ова она, ама за Душко Лазаров некој да ме убедуваат мене дека има нечесност и неморалност, тоа не доаѓаат во предвид. Ние од криминалистичка полиција, знаеме да седнеме и со бандити и со вас она за да извлечиме податок. Тоа е работа. Тоа ни е работа за да извлечеме податок. Ние знаеме да се дружиме и со проститутки, знаеме да нема тука некој што да ни замерат. Добрите оперативци никога пат нема да ни замерат. Тоа му е работа. Тоа ни е работа нас работата ти на крај на денот да извадиш информацијата. Да извадиш информација, да извадиш информацијата. Стресно ли, опасно ли е тоа? Како не е? Сте имали лоши ситуации во животот каде што животот бил загрозен? Абе јас имав еден случај, колеги друга униформата знаат, бегаат од тебе на моменти, колеги ме прежалиле. Так. 12 сати разговарав и преговарав со криминална група да ни ја предадат после извршен претрес, да ја вратат од таде од кај што продале автоматска пушка украдена од војник на стража во касарната Илинден. Што да ви кажам? Колегите викаат ова не се врати, овие го имаат ликвидирано. 12 сати. Так. Значи има живи се колегите кои што го знаат тој случај. Така. Значи работи за многу стресна работа сега. Ама секој случај, секој инспектор, па вие пазете, вие на некого му прцкате, колеги што работат даночни затајувања, колеги што работат наркотици, колеги што работат убиства и така натака, ме разбирате? Да. Значи тоа е стресна работа. Вие одите, например, овие открвни деликти што работат, одите на увид, наоѓате масакрирано тело. Да. Јас тоа ви рекол, за тоа почнав да ценам полициската работа од причина што сватив дека е многу тешка. Криминалистичката полиција тоа е премногу специфична. Затоа не викам дека и колегите од Јавен ред и мир, па колегите од ЈРМ ќе застанат пред собрание, па секој ќе дојдат, ќе си спијанчат на демонстрации, па ќе ги псујат, ќе ги навредуваат, они стојат, не смеат да преземат ништо без команда. Точно, да. Значи јас ги жалам колегите. Значи ја знам тежината на таа професија, ама не само кај нашите колеги, истото важи за финансиска полиција. Па еве една хипотетички. Довеѓат инспектор од финансиска полиција, влегуваат во фирма за даночно затајување, еве она јас што перманентно го зборувам за поранешната директорка на управата за јавни приходи за повратот на ДДВ према Крмзов и односно косоварските фирми од 93 милиони евра. Тоа беше страшна работа. И сега вие пазете, довеѓа тој инспектор да го докаже тоа, па прво што му нудат милион евра. Така. Тоа се големи играчи во криминалот, нели? Да не се лажиме. И вие пазете, тој е под стрес, под притисок цело време. Ако не влезит во корупција, тогаш почнуваат со закани, со уцени, па кој му се деца. Значи, вие мора да мислите на се. Вие се судрувате со тие организирани форми на криминал. И тие се најопасни, не се работи за прости луѓе, мора да се интелигентни, за нели мастермајндите на криминалот треба да се интелигентни луѓе. Тие се најопасни затоа што се бора да го зачуваат, да го зачуваат украденото, нелегално стекнатиот имот. И они се најопасни тогаш они не бираат средства и методи како да го задржат имотот. Така. Затоа Љубомир, многу интересен муабет време, искрено ти кажувам, ми е многу драго вака што разговараме. Ме интересира една многу работа која што не така давно се случи во Република Македонија, меѓутоа која што фрли една, би рекол, голема дамка на професионалноста на луѓето во тогашното Министерство за внатрешни работи.
на самата држава Република Македонија, а тоа е случајот со 200 и колку беше пасоши издадени на најголемите наркодилери и други форми на организиран криминал, перачи на пари и така натака. Дали во тој период Македонија беше, како да ви кажем, една мека, едно за солниште за светските криминалци, ние дека немавме појма што ни се случува овде. Сме имали некој човек кој што бил паран од Турција, цел хотел имал закупен овде, па живеел, па отишол. Такви информации слушав. Не, еве се, кажете ми, јас ќе ви одговорам. Што се случи со целата оваа? Јас ќе ви одговорам директно. Јас и до ден денеска и секаде тоа го зборам. Најголемата грешка е што досега институциите не поднесоа кривична пријава по член 308 од кривичниот закон, тоа се кривични дела против уставното уредување на Република Македонија, па викаме кривично дело загрозување на независноста. Зошто викаме загрозување на независноста, па ги кажуваме елементите. Викаме тој што со создавање на услови за доведување во починета состојба на Република Македонија спрема друга странска држава или корпорација, ќе се казни со затвор најмалку 5 години, таму нема имунитет, да расчистиме. Значи тоа се кривични дела против уставното уредување. Значи со тоа што се направи, како се доведе Република Македонија во подчинета состојба, она што викаме мафијата ја купи државата. Затоа е доведена во починета состојба. Бранко си го најави еден период, као да знаеше. Значи, викаме, ја доведе во починета состојба, затоа што и секој граѓанин, најчесниот граѓанин на Република Македонија, кога ќе се појави на граничен премин, кога ќе дадит пасош на Република Македонија, после таа афера е веднаш сомнителен и го изолираат. Ме разбирате, тоа е навреда за нашите граѓани, за самата држава и така натака. И јас затоа тоа нема никогаш да го простам, додека не се спроведи целокупната истрага внатре во Министерството, кој, како и за колку наплаќаше, затоа што тие што ја превземаа одговорноста дека зеле по 20.000 евра, тоа може да го кажуваат на некој кој што вчера влегол во оператива. Да работи. Се виде дека има некоја поврзаност со обвинителството, направија рамка само на ниските службеници. И се спогодија, и ништо и падна пресуда, се спогодија. Тоа може да го кажуваат на некој кој што вчера станал оперативец. Ме разбирате? Така, да. Но на нас, старите оперативци, искусни оперативци, тоа некој кој ќе ни го кажи, нас едноставно, она што викаме, ни се превртува, желудникот ни се превртува од таква згрозеност, и од таков криминал. И сега, неслучајно јас реков, некој се плаши тоа дека некој ќе дојде до податокот дека 3 бензински пумпи де факто се собственост на Оливер Спасовски. Основани сомненија, ова се основани сомненија, некој треба да спроведи истрага. А кој треба да спроведи истрага? Еве, ова е допрен глас. Така, утре јавно повикуваме допрен глас. Ова емисија утре ќе оди во етер. Да. Така, и јас викам, постојат основани сомненија дека Оливер Спасовски се шпекулира дека поседува 3 бензински пумпи. Бурум обвинителство, истражувајте. Јас не викам дека е тоа 100% точно, викам дека постојат основани сомненија. Така. А вие треба вие сте тие надлежен орган кој што ќе си преземи предистражни и истразни действија и ќе си докажат. Ако немат, да сме здрави и живи сите, ќе му речеме извини господине Оливер, погрешно зборувале луѓе во Куманово, пошто јас имам позиции во Куманово, уште имам позиции, не сум случаен, јас таму бев 4 години главен началник на цело СВР Куманово, целата таа граница. И велат дека сите они што работеле со вас и во полицијата и во градот, дека сте им оставиле добар впечаток како професионален и чесен човек, тоа е го зборуваме кумановци полицајците. Да, ама пазете, тоа е она, јас зашто викам, јас доколку бев корумпиран старешина, може би че имав некое материјално богатство, но че немав таа слобода да денеска зборувам, насочувам, советувам и кажувам како треба да се развиват и да се гради еден чесен полицаец. Денеска јас тоа го имам и никој не може да рече кој е тој е најкорумпиран и сега тој дојде ред да кажует, како јас што викам, овие кои што беа најкорумпирани на царина, тие кои што ги правеа шемите за шверц, денеска тие прашуваат како излегла дрогата од Република Македонија. Па прелета. Да, како, мислам, таа прашуваат како излегла. Како излегла. Тие се организатори на сите тие работи. А на кого тоа му го кажуваат? На мене? Да.
Немаат се што да се одбранат. Јас барем така ми изгледа дека Ама ова е вака сега удри со они се глава во од Цити паника, Малај. тоа е последното нешто што може да го искоментираат. Како излегла? Па леташе бе, врапчина ја носеа. Врапчината на покојниот Митко, нека му е лесна земја. Да. Нека му е лесна земја. Мислам, Од каде, да. Што се прават наивни? Кога нивни кадар на царина, сакаат, Така. некој да речи тало, ајбе дојди 2-3 месеца да го види само кадарот во царина и ќе им кажам, Гледавме како бега и Артан Груби и Муби и сите тие, нели како... што правиме си муавет? отидоа и ги... Што правиме муавет? И пазете, тоа им е и втората работа им е Груевски ќе се врател. Ве јас да сум на местото од Груевски, јас да сум. Така. Утре ќе се вратам. Ќе легнам една ноќ во притвор, како што направи господинот Драган Далаверски, пошто најголемиот дел од сите постапки се застарени, единствено само што може да ја повторат плацевите на водно. Таму нема мерка притвор. Нема животно загрозувачка состојба како што имаше во 2017-2018 кога ја напушти Република Македонија. Ќе излеза машки пред судот, нема да бидам аболициран или избеглица и ќе се вратам назад во политиката, со целиот мој капацитет и со целото моје знаење и со докази дека немам сторено ни едно кривично дело на штета на Република Македонија и тогаш ќе бидам најмојчен. Треба храбро за тоа. Треба храбро, па зато јас посочувам како би јас како би постапил. Јас да сум на негово место, јас така би постапил. Тоа е рекол, треба храброст. Храброст. Секој човек не ист. Да. Кажете ми, покрај ова една мала дигресија да направам, малку луѓе знаат дека Љубомир покрај тоа што е еден од најдобрите професионалци во својата работа која што работи, поранеше многу добар старешина. Фудбалер. Фудбалер, човек кој што го сака фудбалот, бил во фудбалската федерација. Член на управен одбор на фудбал. Кажете ми, ајде збор два за фудбалската кариера и за тоа дали еве со промените во фудбалската федерација со доаѓањето на Масеро Мерагич работиве тргнаа малце на подобро. Вака, значи мојата фудбалска кариера почнува уште од средното полициско кога за прв пат играм во фудбалскиот клуб Препород од Колонија. Така. Каде што спонзори беа нели од затвор, тоа беше Скопски регион, тоа е некаде Колонија се вика екипата. Колонија, да, 79-та година, тогаш Препород, а Препород се, знаете, имаше и оние шпорети на дрва Препород кои што се произведува пошто затворот беше тогаш цела економија, цело производство. Да, се леп правеа рамки за слики, шахови добри. Јајца, не продава јајца, има свој продавници, кисело млеко и така натака, има цела економија, стока, бутки зелени ми текна од Топанско поле, имаше КП до КПД Идризово, во Топанско поле на Методија Митевски во трговскиот центар има продавница. Каква меморија имате? Не, па јас таму, пазете, јас 90-та година бев главен водич на сектор за тој сектор. Дижонска, Чаир, Топанско поле и Бошњачко мало. Бермудскиот триаголник во Скопје тогаш беше тоа така. Таму се развиваше трговијата со дрога. Па Имер Крсничич, Ани Мемет и тајфа. Па има книга, знаете, од како беше од Дижонска до Нагоја. Не, до Токио. До Токио, така беше имаше книга. Борче ја има пишувано таа. Значи и за престрелката на бензинската пумпа во Сингелич кај што го убија Имер Крсничи. Да. Значи, така да, затоа ви викам, значи ние не сме случајни во таа. Сега да се вратиме на фудбалот. Значи 2008 година јас станувам член на управен одбор на фудбалската федерација во време кога Харалампие Хаџиристевски е се уште председател на фудбалската федерација и во тоа време може би е најголемата замерка што многу луѓе во партијата ми замерија и тоа на високи позиции од типот на Милејана Киевски, од типот на Маријан Стојковски, сегашниот заменик министер за економија, затоа што јас лично му се спротивив за изборот на Илчо Георгиевски за председател на фудбалската федерација на тоа вонредно собрание на 29.7.2012 година, пошто и бев и пензиониран, нели, јас имав и пред тоа исполнето услови за пензија, но отом потам. Во тоа време јас укажував дека со таква структура со која што доваѓаше Илчо Георгиевски, факт е дека фудбалската федерација ќе се распаѓат и јас имам пишувано многу и коментирано за тој дел и тоа нема никогаш да го простам, а нема да го простам онај дел. Доваѓат Мухамед Сејдини,
за председател на Фудбалската федерација и викат вака: сметководителката, раководителката на одделот за сметководство, има проневерено 4 милиони евра. Олгица Младенова, ако ви текнува. Да, читав и за то 2-3 дена нема до ден денеска има поднесено кривична пријава од финансиска полиција. До ден денеска тој случај не е отворен во јавното обвинителство, стои во фиока, а јас и тогаш за медиуми зборував дека платени се 500.000 евра рушвет за да нема постапка, затоа што ако одеше постапката, ќе се дојдеше и до ова што сега господинот Масар Омер Агич го почна преку дисциплинската комисија за нелегалната исплата на аванс за изградба на трибината на стадионот во Охрид. Да. Не разбирате? Тоа беше да прочитам забрана колку 8 години? 2 години забрана за вршење на било каква позиција во Фудбалската федерација. Сега, се додека тамо се уште се вртат некои лица од типот на Владимир Гашовски, од типот на некој во правната служба, господинот Масар Омер Агич има многу големи проблеми. Јас и тогаш, кога го менјаа статутот на Фудбалската федерација, си тогаш зборував дека председателот може да има советници околу него еден куп по сите области, за финанси, за безбедност, за корупција во фудбалот, за не знам, нема област, за тренерите, за се. Тие се советници може да бидат и платени. Но не може вие како председател да се наслоните на избор и да составувате собрание наместо, согласно законот за спорт, наместо главни да бидат фудбалските клубови, особено професионалните, кои што највише инвестираат во фудбалот и сите оние спонзори, значи прволигашите и второлигашите, да имаат најголем број на делегати во собранието и главниот, она што викаме највисокиот орган на управување, да го контролираат тие. Јас сум сигурен дека ќе има промени, верувајте, од причина што не, јас знам дека Омер Агич наследи на лоша ситуација. Катастрофална. И ова се добри совети од ваша страна што треба да направи. Ама јас добро сега имам значи пазете, јас верувам во господинот Масар Омер Агич затоа што и тогаш кога одеше таа работа, значи 3 дена се го тргнаа насила да му отворат простор на Илчо. Јас и господинот Столе Златановски, ако се сеќавате кој играл фудбал, ние фудбалерите се сеќаваме Златан гол, Златановскog, Југославија стана европски првак на U19, Столе Златановски од Куманово е стрелец на голот. Иначе поранешен фудбалер на Хајдук, па отиде во Ница во Франција и така натака, во Вардар и добро во тоа време беше и Рингов на таа позиција лево крило што викаме. 11-ката. Значи 11-ката, така да и тогаш јас и Столе Златановски бевне тие кои што го молевне Масар да не се откажуваат. Да не се откажуваат од кандидатурата за председател на Фудбалската федерација, но човекот поради кои причини, што причини и не сака да ги коментират и до ден денеска викат: "Оставите ме бе, не ме чепкајте се за тоа." Да, коректен е. Коректен во тие работи е коректен, сум го приметил дека е коректен. Премногу е коректен и таа кавга моја и непослушувањето на Груевски мене прескапа ме коштат во пензија, така? да. Мене прескапа ме коштат по сите основи, но пазете, ние како деца сме во фудбалот. Сум играл во Брод Македонски, сум играл, значи секаде. Так. Ние како деца овде сум тренирал со Кокта, па играв во Влае, исто во Скопски регион, значи пазете, ние тој фудбал, јас знаете што викам, таа македонска лига од 80-тите години до 90-тите за ова прва лига е Бундеслига. Втората македонска, не првата. Втората македонска, јас би рекол тоа, втората е за оваа Бундесденска, не прва, втората. Абе, Александар, немаше малецка општина од тие 36, било Брод Македонски, било Демир Хисел, било Ресен, било Свети Николе, било Пробишти, било Каменица, било кој што немаше лигаш. Кој што немаше клуб. Пазете, денеска вие го немате Кочани, Осогово, го немате никаде. Ја немате Бригалница, ја немате Беласи. Победа Прилеп, за жал, ја немаме од вчера. Победа Прилеп, Срцето, Тетекс го немате. Тетекс игра трета лига. Тетекс, Љуботе, Балкан не постои повеќе. Балкан не постои, најстарите клубови во Скопје.
Така. Значи 1919 е Балкан, јас се знам со Типе, со Пане, со Панде, со Тоа беше доживљај и кој играа Балкан слога, Балкан Зеко, со Зекулет, со Зекулет, така. Сте биле таму, знаете. Значи, па јас сум бил во, пазете, 10 години бев во Чаир, не бев ја една година во Чаир. Ај кажете ми вака, да не знае колку брзо ми помина време што ни е предвидено, но ве држам за збор дека рековме дека кога сакате, јавете се, нема проблем. За крај би сакал да ви поставам едно прашање, говорите сте нели долги години и во пензија, но активно ги следите, работите, добро ги следите. Така. Во целата, ја познавате политиката и правото и работата на полицијата, сите тие странати работи. Нели дојде пред година и поскоро 2 години промена на власта во Република Македонија, денови ќе се бира нели јавен обвинително. Така. Дали што мислите, дали има капацитет оваа влада да ги донесе сите овие промени? Дали имаме добар председател на влада кој што доводи добри политики во овој период и дали Министерството за внатрешни работи полека си го чисти образот и се враќа на оние позиции кај што треба. Видете, сите тие едно три ви постави прашања, ми дојде. Вашите прашања повише држат на констатации. Так. Тежат на констатации. Прво, значи точна констатација е прекрасна дека ние во моментов имаме премиер чесен, со знаење, со кредибилитет и со идеја дека нешто сака да направи од оваа држава, односно да ја извади од кал. Затоа што наследи руина. И сега треба време, ние не викаме дека премиерот Мицкоски има она волшебно стапче и дека ќе ги реши проблемите, не. Но факт е дека сите потези во сите области, а нема област која што не беше руинирана, се одржливи, прифатливи и законити. По однос на законските измени на прописите, било да е тоа законот за јавно обвинителство, било да е тоа законот за советот на јавни обвинители, судскиот совет и така натака, верувам дека во наредниве 2-3 месеца, пошто веќе имаме согласност од Венецијанската комисија, дека сите тие ќе поминат на собрание и дека ќе почнат вистинските реформи и во судството и враќање на кредибилитетот на судството и јавното обвинителство, односно надзорот кој што му како досега ни фалеше, затоа што се чуваа предмети, неслучајно ви го спомнав предметот со Олгица Младенова, се чуваат по години и години во фиоки и не се преземаат никакви действија за отпочнување на постапка. Господа, кривичниот закон за кривична постапка е кристално јасен и викате истрагата трае 3+3 месеци. Значи во рок од 6 месеци мора да има решение. Или се откажуваме од гонење заради немање докази, или нема кривично дело што се гонит по службена должност, или поднесуваме обвинителен акт. Нема трето, не можете материјалот да стои во фиока, а такви случаи имаме милиони, меѓу кои што беше и Крмзов и така натака, каде, пазете, 93 милиони евра незаконит поврат на ДДВ. И на Сања Лукареска уште влакно од коса не и фалит. 93 милиони евра поврат на ДДВ на фиктивни фирми на косовари. Малте не, јас што викам, малку карикирам, кај што викам, оделе по гробиштата и пишувале име и презиме и регистрирале фирми во централен регистар и правеле фиктивни фактури за да вршат поврат на ДДВ, да се стекнат со правото на поврат на ДДВ. Така. За сето тоа има докази, и затоа господинот семејството зајави се во паника, затоа што они очекуваат дека господинот Крмзов ќе прозборит. Он нема сам да легнит. Да, ако пропее Крмзов, ако пропее, ќе биде лепа брена, ќе биде лепа брена, Одлично, Љубомир. Да не се лажиме. И на крајот ме прашавте за господинот Панче Тошковски, значи министер кој што имаше кредибилитет и знаење со целиот професионален тим, со сите тие околу него да спроведи една посериозна акција во делот на борбата против организираниот криминал со равчистување со овие насилнички банди, наркодилери и трговијата на големо со хероинот и трговијата на мало, да не го заборавам Раде Штекли, значи тоа е дилер на мало, значи она што викаме улична продажба. Тие се најопасни, тие ги убиваат луѓето, нели? Тие регрутираат. Ете тоа е тоа. Благодарам, навистина беше задоволство вечера да ве слушаат луѓето. Јас на моите гледачи топло би им препорачал да ги гледаат и риловите кои што ќе одат деновите.
Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте вечер во ова прекрасно издание на Проверитас. Откој ќе изгледате емисијата, ги очекувам сите ваши коментари на мрежите каде што можете да ја следите и за сето на кое што го говоревме вечерва. Ви благодарам за вниманието. Јас ви благодарам на поканата. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.